Zdravo moji divite odelinci, naši полуматуранти. Јас сум Анита Чаковска, наставник при Основно училиште Крстен и Сирков и предавам географија. Денес ќе се дружиме со регионалниот преглед на државите во Америка. Целта на денешниот час е да можеме да ги именуваме регионите во Америка. При тоа ќе ги именуваме и поголемите држави во Америка, како и нивните главни градови. Со тоа ќе можете да ги демонстрирате на географската карта, ќе ги препознавате карактеристичните американски држави по региони и според нивните специфики. Имате доволно податоци, меѓутоа сите ова може да ви послужи во животот, а воедно и при вашата забава. Во минатиот век, како и денес, постоеше една игра која што се вели брза географија. Со таа цел, денес ќе ви понудам 37 држави и над 40 градови. Па да започнеме. Во регионален поглед, американското купно се дели на Северна Америка, Средна или Централна Америка и Јужна Америка. Значи имаме три целини во однос на регионот: Северна, Средна и Централна. Северна Америка се протега на западната хемисфера според Гренич. Од најсеверните делови на Арктикот па си до границата со Мексико го заплискуваат водите на Североледениот океан, Атлантскиот океан и Тихиот океан. Во овој простор се сместени две држави, и тоа Канада со главен град Отава. Канада се протега на површина од 9.976.000 километри и во неја живеат на 36 милиони жители. Според својата површина, таа е втора држава по големина во светот. Во Канада се наоѓа и градот Торонто, кој е еден од поголемите градови и брои близу 3 милиони жители. Карактеристично е тоа што во овој град се концентрирани голем број на македонци. Северно од Канада се наоѓаат Соединетите американски држави, со главен административен центар Вашингтон. Соединетите американски држави се протегаат на површина од 9.629 километри квадратни и во нив живеат близу 333 милиони жители. На територијата на САД и припаѓаат и Алјаска и Хавајските острови кои што се наоѓаат во Тихиот океан. Значи, на континентот Северна Америка имаме две држави: Канада и Соединетите американски држави. Станува збор за држави кои што се големи по површина, како што напоменав, Канада го зазема второто место во светот, а додека САД го зазема третото место по површина во светот. Средна или Централна Америка се протега од границата со САД па си до Панамскиот канал. Во овој дел се застапени континентални делови и островски делови кои што припаѓаат на големите и на малите Антили. Во овој дел имаме 22 држави, од кои континентално приморски се 8, а додека островски се 14 држави. Да започнеме поред и да ги запознаеме. Најголемата држава по површина со 1.967.140 километри квадратни е Мексико, со главен политички административен центар Мексико Сити. Во овој главен град некогаш постоело царството на Астеките. И денешниот главен град е изграден на незината територија. Потоа ни следи Белиза со главен град Белмопан, Гватемала со главен град Гватемала, Ел Салвадор со главен град Ел Салвадор, Хондурас со главен град
Тегусигалпа, Никарагва са главен град Манагва, Коста Рика са главен град Сан Хозе и на крај Панама со главен град Панама, во која што ни е прокопан и вештачкиот канал, Панамскиот канал, кој има посебно значење во поврзувањето на Атлантскиот и Тихиот океан. Се префрламе на островските држави. Тука ни се Бахамските острови со главен град Наса. Тие се составени од 25 острови и над 661 песочен остров. Куба со главен град Хавана, островска држава која што ни е позната по производството на тутун и воедно од тука потекнуваат и кубанските пури. Кајмаканските острови со главен град Џорџтаун се најмалите острови. Јамајка со главен град Кингстон ни ги дава најдобрите спортски резултати. Хаити со главен град Порто-Принс. Доминиканската република со главен град Санто Доминго. Порто Рико со главен град Сан Хуан и Тринидад и Тобаго со главен град Порт оф Спейс. Според површината од континентално-приморските држави, најголема ни е Мексико, а додека од островските најголема ни е Куба. Третата регионална целина ни е Јужна Америка. Јужна Америка се протега на северот Панамскиот канал, па се до на најјужните делови, опфаќајќи и огнена земја. Ја заплискуваат водите на Атлантскиот и на Тихиот океан. Низ оваа територија поминува и екваторот, па поголем дел од низината територија се наоѓа на јужната полутопка. Зафаќа површина од близу 17 милиони километри квадратни, во низ живеат на 442 милиони жители. Во североисточниот дел се наоѓа Колумбија со главен град Богота, единствената земја која што го носи името по Колумба. Високо на Андите Еквадор со главен град Кито. До него е Перу со главен град Лима, во кој што се наоѓа едно од 7 светски чуда, Мачу Пикчу, кој што е изграден од царството на инките. Покрај самиот Тихи океан, во вид на тисна лента се протека државата Чиле со главен град Сантијаго, па Аргентина како најјужна јужноамериканска држава со главен град Буенос Ариес. Боливија има 2 главни града, сместена во внатрешноста, тоа е Сукре и Ла Пас. Како друга континентална држава, која што нема излез на море или па на океан е Парагвај со главен град Асуан. Во југоисточниот дел ни се наоѓа државата Уругвај со главен град Монтевидео. Еве ни е Бразил, најголемата држава во Јужна Америка, во која што главен политички и административен центар од 1960 година е Бразилија, а пред тоа тој примат го носел Рио. Суринам со главен град Парамарибу, Гвајана со главен град Џорџтаун, Француска Гвајана е до низе со главен град Каен и Венецуела со главен град Каракас.
Во Јужна Америка, Аргентина и Бразил зафаќаат на 63% од територијата на Јужна Америка, со тоа што најголема по површина не е Бразил и по население, а веднаш понизе следи и Аргентина. Ова ни беа податоците за државите и нивните главни градови. А сега ајде малку да се забавуваме и да го употребиме стекнатото знаење. Се обидеме да решиме еден крстозбор. Најголема островска држава Куба, главен град на Канада Отава. Ајде да се потсетиме Кингстон, на кого е главен град? На Јамајка. Во Јужна Америка две држави се именувани по реки. Тоа е Парагвај и Уругвај. Која јужноамериканска држава имаше изглед на тесна лента? Чиле. Кој индијанско племе живеело во Мачу Пикчу? Инките. Главен град на Хондурас, Тегусигалпа. Купно, обиколено од сите страни со вода, не е остров. Бразил се наоѓа во која Америка? Во Јужна. Од која страна на Америка се наоѓа Тихиот океан? На запад. Главен град на Бахамите, Насо. Најјужна држава во Америка, Аргентина. Држава именувана според почетниот напоредник ни е Еквадор. Со ова добивме кој учи, кој знае. Знаењето никогаш нема да ни биде на штета, секогаш ќе ни биде од полза. Да се обидеме, да учиме и да знаеме. Така ќе се направиме и себе си побогати, а и секогаш и никогаш ќе ни се најде во животот. Ви благодарам на вниманието. Географијата како наука може да биде и многу забавна во игри, а воедно ви нудам и можност за да научите повеќе преку забава. Овде ги имаме апликациите на Cat Geography и игрите на Purple Games, како и многу други игри кои што ги нудат. Благодарам и многу успех!